Првиот зрак светлина бевте вие, потоа после вашата сторија веќе се нацртаа дел луѓе овдека, наши познајници и пријатели, и вечерта првиот камен го симнавме, но тука има уште еден цел камион на камења што буквално треба да ги износиме. Значи најголема е болката што она кое што требаше да се најде на полица, што требаше да се најде во рачињата на дечињата, ние сега да го фрлиме е веќе неповратно оштетено. Со види вака вчера почнавме и некако символично ни е како некој иницијален момент од кога нештата почнуваат да доаѓаат на свое место. Би повикал освен тоа што можат нас да ни се обратат, бидејќи ние навистина не знаеме кај ние главата се шуткаме овде, како што реков, се обидуваме да нешто амортизираме, може да се обратат и на види вака. Драго ни е што се согласивме дека можеме да направиме некакво партнерство, може да се обратат кај вас, да им кажат што може да направат, што може да донираат, што предлагаат да направиме, можеби некојаш е конкретен совет за како да се изреновира подобро просторот, може некој сака, не знам, да помогне за сосема поинаку да се осмисли за виднина да ги немаме овие проблеми. Немав сила ни дури еден пакет книги влажен да го ставам во количка да го изнесам надвор. Не знаев што со себе. И вчера таа објава на социјалните медиуми, тој глас што еве преку вашиот медиум успеавме да го испратиме кон јавноста, беше тој еден крик. Во овој момент имаме едно големо дрво пред нас или една голема карпа, тоа е да се расчисти овој простор колку што може од тоа што е оштетено, бидејќи е навлажнето, бидејќи почнува да мириса, создава веројатно и бактериолошки непотребно за овој простор и за каде билот мора да заврши на соодветно место. Постоењето секако дека е ставено на под знак прашалник, но она што го спомнав и претходно, јавноста ни дава сила, ни дава ветар во грб и се надевам дека ќе изедриме. Имаме жиросметки кои што секако постојат, на кои што луѓето што мислат дека и сметаат и можат да не поддржат, можат да донираат секоја купена книга, исто така од издавачката куќа Антолог е една капка во океанот на поддршка.